Како да се остане смирен кога паниката расте, како што расте и бројот на заболени? Психијатрите апелираат да се остане смирен. Да го искористиме тој период на изолација за зближување, да створиме една рутина дневна, која што наликува на нормалните услови, а тоа е станување во редовно време, обавување на секојдневни работи, вежбање, обрнување внимание на децата ако ги имаме, поготово тие највеќе страдаат во овој период на изолација, не може да се извентилираат и има чести дури повреди на деца, бидејќи се многу анксиозни и во домашни услови прават проблеми и агресивни се. Затоа ќе мора на тоа повеќе да обрне внимание и секако на себе, на својата хигиена на живот. Редовно спиење, исхрана исто така да биде подиетална, нормално, со повеќе овошје и зелечук, да не го искористиме период за да ги изгубиме своите редовни навики дневни. Додека луѓето се обидуваат да се прилагодат на глобалната пандемија COVID-19, прекомерниот страв и анксиозноста можат да влијаат на физичкото здравје и да го ослабат имунолошкиот систем. Експертите препорачуваат песимистичките мисли да се сведат на минимум, со цел од оваа ситуација да излеземе посилни.